Господине Zmijanac, изминативе денови неколку пати се споменуваше дека имаме злоупотреба на деца за верски обреди. Дали навистина станува збор за злоупотреби? Кој е вашиот став во врска со тоа? Излегува подоцна и повеќе информации каде што всушност централната власт, а и општинските власти се вела дека не постои такво нешто. Па вака, секако дека ова беше синхронизирано и оркестрирано, сите градоначалници со логистичка поддршка од градинките и училиштата со организиран провез да се обезбедат 7350 деца, не само што е популистичка мерка на додворување на актуелната власт од црквата во име на религијата и верските обреди, туку мислам дека и таа согласност што евентуално ја дале родителите на децата, не значи дека децата имаат и верско убедување. Јас морам да искористам да направиме ние едни поворки од 7350 деца, каде што градските татковци ќе ни дадат автобуси, да децата ги организираме заедно со родителите, со маски, да им појдеме пред нивните општини, таму каде што пием 10,2,5, частичките се над 200 мг по метар кубен, и да упатиме јасни барања и пораки да се стави стоп на загадувањето, загадувањето во 5 града во Македонија, Скопје веќе неколку месеци на прво, на второ или на не знам кое место, и на тој начин да изразат една одговорна нивна општинска активност како градоначалници, да ни помогнат да избегнеме секој второ дете да биде погодено од аерозагадувањето, да има бронхитис, да има астма, да не може да излезе надвор, децата да шетаат со маски. Има оваа актуелна власт поголеми приоритети. Приоритетот со аерозагадувањето е под број 1. Сите тие за време на изборите се заветуваа дека ќе се стави стоп на загадувањето. Значи имаме потреба за чист воздух, здрава животна средина, здрави деца. На тој начин родителите навистина како граѓанска иницијатива ќе почитува да заедно со детската амбасада Мегеши излезат на 7350 деца во организиран марш, поворка за чист воздух и да им појдеме кај градоначалниците да го решиме овој проблем кој живот не значи. Право на живот децата имаат, немаат децата само право да ги изразуваат своите верски определби, туку и да го изразат своето право на живот. Дали воопшто дете од 7, 10, 13 или 15 години може да каже дека ќе биде христијанин или муслиманин, или воопшто да изрази својата верска определба, па било која и да е таа? Колкава е одговорноста на самите родители, колкава е на општинските власти со организирање на сето ова што бевме сведоци да го видиме изминативе денови? Ние сме секуларна држава. Едно е традиција дечињата што пеат Коледе, а друго е вие да ги организирате за да одат кај градските таткоци да се сликаат со нив и да прават таа себе промоција. Мислам, тоа е политичка злоупотреба на децата, тука нема дискусија. Само проблемот е што јас многу сум задоволен што Министерството за образование и наука се огласи и дека просветните нивни инспектори ќе се обидат дали навистина дале општината логистичка и друга поддршка од градинките и училиштата, но она што го видовме на телевизија беше оркестрирано, синхронизирано, организирано на многу брз начин. Се гледа дека имаше и ефект медиумски, но разочарувачки за ова актуелна власт која има поголеми приоритети отколку да бидат стикани со децата и децата да им пеат коледарски и божикни песни. Градските татковци пак негираат вина, они велат ние сме само логистика за организирање на превозот, но не ги теравме со сила децата да дојдат. Това е добро прашање, нека бидат логистика за еден огромен марш за чист воздух, со детско учество, за кревање на нивниот глас, за нивните потреби дека доживуваат атак по нивното здравје и навистина ќе почитуваме дека навистина се заинтересирани за децата и најдоброто на децата за нивниот правилен раст и развој. Министерството за образование рече дека ќе излезе да исконтролира што точно се случувало во изминативе денови. Според досегашните статистики и анализи кои ги правите, дали очекувате дека ќе има воопшто некаков реален исход од сетата инспекција која тие треба да ја спроведат и најавија дека ќе ја спроведат? Па ја имам очекување дека и во актуелна власт има критично мислење, дека Министерката за образование и наука е критична и објективна и дека навистина ќе ги најде дефектите во овој синхронизиран, оркестриран и организиран, добро организирана посета со вклученост на 7350 деца. Со оглед дека можеби тука се загрозени правата на децата, дали детската амбасада Мегеши воопшто ќе реагира на сето ова? Можеме да го нотираме како една класична политичка злоупотреба на деца преку верските традиции и обреди за себе промоција, еден популистички метод кој мислам дека
со претходната власт требаше да заврши, ќе биде нотирано во извештај до Комитетот за правата на детето, од таму ќе се преземат одредени препораки. Она што најмногу не загрижа што нема санкции за одговорните сторители на оваа политичка злоупотреба.